Почитуван Николовски, ова што ќе го кажам не е упатено кон вас, ова е упатено кон оние од владата. Па дали не е срамота да излезете и реплика да ми кажете дека младите ќе бидат опфатени во антикризни мерки? Сега јас ви зборам за систем, вие мене ми зборите за антикризни мерки. Зошто? Кон кого се тие антикризни мерки? Ајде да трнеме на страна дека е 9-ти пакет. Дека ние континуирано 7 години сме во криза. Дека кризата на нас не е енергетска, здравствена. Владата е кризата во оваа држава. Таа е таа кој што ги прави сите кризи во оваа држава. Кризата нема да престане во оваа држава додека овие луѓе се на власт. Тие кои што се извор на кризата не може да бидат решение. Нели има антикризни мерки кои што премиерот вели кон социјално ранливите категории. Па има ли поголемо признание дека младите во оваа држава дојдоа на тоа ниво да бидат социјално ранлива категорија? Ми зборувате за мерки кои што ќе траат 5 или 6 месеци. Абе луѓе, дајте да направиме систем. Сега јас ви зборувам како се намаливле 8 милиони денари ставката за млади, вие ми зборувате тука опфатени се во антикризни мерки. Добро, и кога ќе заврши, што ќе правиме? Ете, ќе заврши, кој месец требаше? 3-4 месец. Останатите што ќе правиме? Што ќе правиме останатите? Пак ставката во Агенција за млади и спорт ќе биде намалена. Пак во образованието ќе има катастрофа. Пак нема да има лифтови, нема да има топла вода во студентските домови, пак нема да има 200 денари за студентски оброк, пак повторно Марко Михаиловски ќе се крие и ќе ви доаѓа тука на гости кафе да ви пие во собранието со картичката министер за млади. Пак овие од левица ќе се возат со тротинетот низ град. И само деца на одума се. И денеска зошто некои се ги споменувале нив, па кого да го споменуваме? Што не дојдоа вашите подмладоци да ви кажат, еве дајте некој амандман. Ние зборуваме за системско решение во оваа држава. Значи немојте, дојдат избори, ќе се задолжиме 700 милиони евра пред изборите, антикризни мерки и ајде сме го решиле проблемот. Па еве, ајде вака да ја поставиме работата. Во претходните 9 пакети антикризни мерки. Колку имаше помош за пензионерите? Вие велите многу. И зошто повторно треба да има? Се надминали кризата? Се решили кризата? Не. Како може со секој нов пакет на антикризни мерки луѓето да се посиромашни? И пензионери, и млади. Еве, излезете, отворете го буџетот. Дали ставката за помош на најранливата социјална група на граѓани е за 60 милиони евра повисока? Е или не е? Еве јас ви кажувам. И зошто е тоа така? Не е ради тоа што вие сте ја покачиле таа ставка за да им давате на луѓето повеќе пари, туку затоа што повеќе се прошири опфатот на таа ставка, повеќе луѓе се влезени во таа категорија. И тоа не е заради тоа што на луѓето им е убаво. Затоа јас велам, не се антикризните мерки системско решение. Треба системско решение. Треба системско решение да се имплементира. Многу е просто. Еве да ставев 20, 30, 40 милиони денари, тогаш во ред, можете да излезете да ми кажете, ние побаравме заедно со луѓето од Унијата на млади сили да се врати на нивото на 2023 година. Ништо повеќе, се друго е тавтологија и непотребно филозофирање. Благодарам.